Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва наш гостин во емисијата во потрага по вистинскиот збор е професор доктор Виолета Ачковска. Добре дојдовте во нашата емисија и веднаш да кажам дека што туку, односно вчера, се вративте од Бугарија, каде што бевте на една меѓународна писателска, поетска манифестација. Па би сакал да започнеме токму со тоа ваше патување, гостување во Бугарија, а потоа ќе продолжиме со прашања поврзани со нашите македонци во Бугарија и други слични теми. Повелете, професор Ачковска. Патувањето за Петрич и минатата година бев на едно исто такво поетско читање и оваа година исто така, организирана од Светската поетска асоциација со седиште во Букурешт, каде нашата поетеса Милица Паулус е заменик председател, а иначе председател е Традафор Сим Петру. Но ова беше една средба на поети од Македонија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Молдавија, Грција. Значи, и се сметаше, навистина, Петрич беше како центар на балканската поезија. Беше многу огромен број на учесници и дури пријавени учесници во овој зборник на поезија, мисли кои или зборови кои блескаат, се викаше целото. Так. Значи, зборовите се тие кои блескаат и на кој јазик да ги кажеме, тие си блескаат, ако се убаво кажани, со љубов кажани, издржани и така натаму. Значи, зборови кои блескаат, една манифестација во која беа некаде пријавени над 260 поети од различни земји од Балканот. И вие се вративте оттаму и со едно признание, со една почест, таму добивте статуетка за исклучителност. Така пишува на статуетката. Значи, од толку тоа сепак беше чест од толку многу поети да ја добием таа статуетка. Тоа 10 статуетки беа поделени различни. Так. Ето, јас ја добив таа статуетка за исклучивост и ми представуваше голема чест. Но најголемиот за мене, најголемот и отпечаток кој го носам од тоа што јас и моите колеги кои дојдоа со мене поети од Македонија си читавме на македонски јазик. Так. Што секаде во тие дипломи, исто така и во зборникот сме напишани како Македонија. Никаде со додавки, туку поети од Романија, поети од Србија, поети од Македонија, поети од Грција. Без ни една додавка. И тоа беше многу коректно од самиот организатор и од самата Светска асоциација. Еве, тука може да се види Виолета Ачковска, Македонија, доделената диплома. Исто така и тука, каде што е песната, мојата песна објавена, исто така Виолета Ачковска, Македонија се тие две песни објавени. Да. Така што, значи, тоа беше најважното. Се покажа дека покрај сите овие настани и односи кои ни се случуваат помеѓу Македонија и Бугарија, тие не се од денес, тоа се со голема предисторија македонско-бугарски односи, но сепак покрај се македонскиот јазик се слушна. Ние сите на македонски читавме, бевме поети од Македонија, се пееше македонско девојче. Вечерта кога прославувавме со Бисер Балкански, прославувавме. Затоа јас напишав дека Петрич беше центар на балканската поезија, а Бисерот Балкански беше Македонија. Значи тоа така на крајот еден таков впечаток, без оглед на сето тоа што нашите македонци во Бугарија не се признаени. Како што нити ние во Република Македонија сме признаени како посебен идентитет од страната на Бугарија. Тоа е факт кој трае од 19 век до денес. Но сепак кога се слуша македонскиот збор, македонското име, македонската поезија, македонската песна, сето тоа ви кажува дека македонците постојат и дека колку да не негираат, ние пак некако извираме, и то се убавина извираме, не така да речиш дека се наметнуваме, туку со убав збор, со убава песна, со убава музика, пак Македонија е тој Бисер Балкански. Бидејќи сте универзитетски професор, историчар, секогаш се служите со фактите
ги знаете и бројките. Кажете ни нешто повеќе за македонците во Пиринска Македонија. Сигурно знаете некои бројки и за Петрич. Дали имавте чувство, сега кога бевте таму, дека нешто битно се променило? Тој број на македонци, сигурно биолошки е тоа се намалува, но дали се чувствувавте пријатно меѓу нашинците, меѓу македонците? Јас се чувствувам дека сум во Македонија, лично да ви го кажам, моето интимно чувство. Посебно кога сепак бројките се ги има во мојата глава, дека 46-та година во пописот 90% македонци се во Петрич декларирани. Во вториот попис 56-та година 82,5% се декларирани македонци. И то тогаш кога дојде Тодор Живков, кога веќе се вршеше притисок после сударот со информбирото врз македонците, значи толку голем процент декларирани. Знаеме ние каква е таа политика на репресија, притисок, да се одреча дека се македонци, менување на личните документи во тие први години после информбирото и така натаму, каде секаде ги пишуваат македонците, бугари и така натаму. Сето тоа го пишуваат. Но јас секогаш верувам дека во сите нив, кога е да е, си стоа тоа коренчето, тоа жарчето, кога е сепак во подсвеста тие знаат за своето потекло, дека се македонци и покрај сите тие притисоци на политиката, сепак јас многу убаво се чувствував, искрено се чувствував дека сум во Македонија, обкружена со луѓе кои ги чувствував дека ми се блиски по крв. Так. Значи, и како да ги напишат во документите, како да ги декларираат, мене никој не можеше да ми го одземи тоа чувство. Убаво рековте дека и во Петрич се чувствувавте како дома и навистина е така. Сте биле окружени со нашинци, со македонци, со блиски луѓе, уште и повеќе и луѓе што се поврзани со литературата. И веднаш да кажам дека писателите, за разлика од политичарите, секогаш другаруваат меѓу себе. Тука нема македонци, грци, бугари, молдавци, словенци и слично. Нив ги поврзува писателството, ги поврзува литературата, ги поврзува зборот. И драго ми е што убаво сте поминале во Петрич и што еве по втор пат бевте учесник на таа манифестација и се вративте со едно високо признание од таму. Но, ќе го искористам како повод ова ваше патување и гостување во Бугарија, за да се надоврзам на вашата книга, вашиот капитален труд, Македонското прашање на Балканот, со поднаслов Времето на информбирото. Оваа книга опфаќа многу теми, има повеќе области. Јас накуса само ќе ги прочитам главните делови во книгата. Попред говорот следува првиот дел во книгата, Македонското прашање во новата и најновата историја. Вториот дел во книгата е југословенско-бугарските односи 1944 до 1956 и Македонското прашање. Третиот дел е за односите со Албанија. Четвртиот дел односите со Грција и КПГ и Македонското прашање. И на крајот имате посебен еден дел, куси, биографски белешки за историските личности, кои што се наведени, односно спомнати во книгата. Да. Професор Ачковска, овој труд е навистина вреден, значаен, јас не случајно реков капитален. Па јас би сакал малку да почнеме од првиот дел. Македонското прашање во новата и најновата историја. Вие тука говорите за појавата на македонското прашање, за македонското прашање во Балканските и Првата светска војна, за македонското прашање во периодот меѓу двете светски војни,
за македонското прашање во Втората светска војна и Балканот по Втората светска војна. Значи, опфаќате на вистина еден голем период. Па накусо, како сублимат. Прво да кажам дека оваа книга е дел од една трилогија која работам со многу години истражување. Ова е дел меѓународните аспекти ги опфаќа од судирот на од судирот на Информбирото со Југославија, ова првата книга. Да. Втората книга, внатрешните аспекти, се работи за Голи оток, време на прекршувања, за репресијата за време на Информбирото. И третата книга, промените во културата, ждановизмот, сталинизмот, либерализмот и така натаму, повеќе теоретска и повеќе културолошкиот аспект од сето тоа кој се случува во тие години, јас години на прекршување ги нарекувам. Оваа книга повеќе имаше цел и како прва ја објавив за пошироката читателска публика да се запознае со македонското прашање, бидејќи македонското прашање до ден денеска не е затворено. И сакав да ја дадам генезата на ова македонско прашање, кое сега треба да се реши со деноминација на Македонија, со бришење на историјата и идентитетот. И сакав да кажам, корените потекнуваат од 19. век, кога големите сили се интересира за источното прашање да го решат, а во рамките на решението на источното прашање, значи го решаваат и македонското прашање. За жал, Македонија, наместо да добие автономија, каква што големите сили им доделија на соседните балкански држави, Македонија 12, 13, 19 беше дефинитивно поделена меѓу соседните балкански држави и на тој начин смета дека ќе го затворат македонското прашање. Но за време на Втората светска војна македонците како дел од антихитлеровската коалиција успеа делумно да се го решат македонското прашање со формирање на Федерална Македонија во рамките на Југословенската федерација, каде македонците беа равноправна нација и тие. Јас често пати водам полемика со колегите од соседните држави дека нам никој не ни ја даде државата, никој не ни ја даде слободата, генерации се бореле за таа слобода, за да во текот на Втората светска војна извојуваме собствена држава со собствени сили. Македонската војска ја ослободи Демократска Федерална Македонија со собствени сили. Никој не дојде нас да не ослободи, дури македонците отидоа на север, да го во прибивањето на Стремскиот фронт. Так. Значи, тоа е историски факт кој не смееме да го заборавиме, не смееме да го заборавиме и со кој се гордееме ние како македонци. Држава нам никој не ни даде. Македонците сами се изборија за своја држава, се разбира и историските околности беа многу поволни, ние бевме дел од таа антихитлеровска коалиција. Но за жал, кога се распадна Југославија, повторно се отвори македонското прашање, се покажа дека големите сили, Велика Британија и Соединетите Американски држави дозволија постоење на македонска држава само во рамките на федерација, бидејќи се плашеа за сопствените интереси во Грција и дека македонскиот синдром повторно ќе биде разбуден. И затоа со Лисабонската декларација го забранија името Македонија, затоа во Обединените нации не примија под поранешна Југословенска република. Сите беа поранешни југословенски републики, ама само на македонците тоа срамно име ни го даде во Обединетите нации, тоа по предлог на британската дипломатија, што значеше дека само сме ние некоја поранешна република за која треба да најдат решение, односно да се реши македонското прашање, да со непостоење на македонци, со деноминација на Македонија, а тоа фактички значеше дека ние како народ немаме право на државотворност, бидејќи кога ви ја земаат историјата, значи дека ви го одземаат историскиот легитимитет на територијата на која живеете, а тоа значи дека вие немате право на државотворност. Фактички тоа е суштината на тоа нерешено македонско прашање и заради тоа јас во оваа книга првиот дел можеби посветив повеќе внимание отколку што требаше за самата конструкција на книгата, но сакав да ја проследам етногенезата. Мислам, генезата на тоа прашање. Од Сан Стефанска Бугарија, која беше еден краткотраен руски проект и стана национален идеал на бугарите за голема Бугарија, па се до односите на Балканот и судирот со Информбирото, пред судирот на Информбирото се разбира, кога македонците, благодарение на таа антифашистичка коалиција, благодарение на идеолошките истоветности помеѓу Тито, Енвер Хоџај
и Георги Димитров, македонците беа признаено како посебност, како посебна националност, значи има национални права. И тоа беше еден од најдобрите моменти како резултат од Втората светска војна, кој за жал беше еден краток проблесок, а се после 56 година, односно од 49 година, кога настана тој судир Тито Сталин, веќе македонците полека тие неколку години признаеност национално почна да ја губат и повторно се враќаја овие држави на старите шеми за негирање на македонците, забрана на македонскиот јазик, училишта, идентификување како македонци, создавање на некаква историја македонска која се прогласува за бугарска и така натаму. Значи, а сега под некоја парола на заедничка историја. Нема заедничка историја, тоа се два различни народи, но тие сакаат да прикажат дека сме еден народ, еден јазик и тоа е таа политика на уствари политика на територијални претензии. Кога ќе ги гледате вие овие стратегиите на дворешно политички на соседните балкански држави, сите се насочени кон Македонија. Сите претендираат дека имаат историско право над Македонија. И сите тие на друга се напластуваат тие нивни надворешно политички барања. И викам, кој побрзо ќе ја граба Македонија од овие сите? Значи, тоа е суштина на ова македонско прашање, но соседите не би се однесувале така ако немаат поголеми ментори. Тие се балкански немирни деца кои се галеничиња на големите и тие си имаат таа агенда од Берлинскиот конгрес до Букурешкиот, до Версајскиот. Сето тоа си е едно продолжение на една агенда да не постои држава македонска во центарот на Балканскиот полуостров. Значи, со делбите сметаат дека ќе се уништи Македонија. Всушност, сите ја сакаат Македонија, ама вистински никој не ја сака. Односно, ја сака да ја приграби територијално. Историјата, да ја присвои и да ја историјата и стратегиското место, Апсолутно. да ја присвојат како своја, како грчка, бугарска, не знам, српска, албанска, како нивни плен, како нивни дел. Нема како дел нивни, интегрален дел од нивната историја. Така. Во вториот дел од оваа книга, професор Рачковска, вие пишувате токму, ставате акцент на југословенско-бугарските односи 1944 до 1956 година, значи период од 12 години, и македонското прашање. Па тука ги загатнувате, нели, и прашањата за правата на македонците во Бугарија и проблемот на обединувањето 44-48 и информбировското време. Значи, тоа се, да се рече, условно, два периоди на односите помеѓу Македонија и Бугарија, кои не може строго да се пресечат, иако после 49 година почнува тој процес за негирање на македонците. Но факт е дека после војната на Георги Димитров и на Бугарија како сојузник, учесничка на Хитлерова Германија, и беше потребен Тито и сојузништво со Тито, бидејќи Тито беше еден од најценетите лидери на Балканот, водач на огромна антифашистичка борба. И во тие услови на антифашистичката коалиција Тито се издигна како голема фигура. И сега Георги Димитров припаѓаше на држава понижена, поразена во војната. Значи, во таа целата констелација на тие сили, тој си бараше сојузништво со Тито. И во барањето на тоа сојузништво фактички се водеа тие преговори за да дојде до Бугарско-Југословенско федерација, во која ќе дојде до обединување на Македонија. Значи, прашањето за обединување, да се речи, во рамките на една Југословенско-Бугарска федерација. Иако од двете страни имаше калкулирање, неискрености. Знаете каква е политика, секогаш едно се кажува, а во пазарот стои нешто друго позади. Значи, во оваа целата игра и расправија помеѓу Георги Димитров и Тито, фактички Георги Димитров однесе политичка победа, бидејќи од една поразена Бугарија, учесник во војната, успеа да во октомври да се склучи тој договор во
значи бугарскиот под влијание на Советскиот сојуз, југословенско-бугарски договор со кој бугарите требаше да учествуваат во ослободувањето на Југославија. Морам да кажам дека огромен отпор имаше во македонските единици. Тие не сакаат до вчерашните фашистички окупатори сега да бидат сојузници да учествуваат во ослободувањето. По своја страна и бугарските единици воопшто не беа заинтересирани да учествуваат во војната, така што Апостолски ги враќа назад и не им дозволува ни да дојдат во Скопје за ослободување, ако тие сега со нивната политизирана историографија ни тријат нос дека тие учествувале во нашето ослободување. Не учествувале, поголем дел во Србија учествувале во повеќе места, дури до Словенија, во Македонија биле спречени да учествуваат, а не ни сакале да учествуваат. Тоа се историските факти. Инаку во овој прв период, значи, на признавање на македонците, најбитна е културната автономија. Значи, или како се вика тогаш Благоевградски округ и така натаму, значи културната автономија на македонците, отворене крижарници, школи на македонски јазик, литература, исправка на историските учебници, каде Самуиловото царство си се представува како посебно царство, каде Кирил и Методи се словенски, а не бугарски просветители. Значи, едно објективизирање на историските факти во тие учебници се променува во првите години и најважно е што огромен број македонски учители одат во Бугарија, во сите тие места каде се македонците мнозинство, држат настава на македонскиот јазик. Нова Македонија, овие други весници, Пионир и така натаму, Пионер се пренесуваат во Бугарија и се шири таа македонска култура. После тоа бугарските историчари, тој период, кус период, до Судиро со информбирото до 49 година, каде има процуд на македонците, национален процуд на македонците во Пиринска Македонија, тоа тогаш не признаени, без своји школи, не признаен јазик, репресирани заради нивните национални чувства и посебност. Значи, еден процуд се јавува од неколку години, за жал многу кусија, но сепак тоа остава огромна трага, бидејќи македонците сватиле дека може да се декларират и како македонци, не цел живот да бидат подчинети како бугари. Штета е што многу кратко траеше, многу големи последици тоа информбиро има, најповеќе за македонскиот народ има, почнувајќи од, значи, укинувањето на правата на македонците во соседните држави, Бугарија, Албанија, па исто така комунистичката партија на Грција кон Советскиот сојуз се приклонува и жртви се македонците пак. Значи, најмногу штета имаат македонците. Се затворат границите. Значи, најзатворени граници во Европа. Тоа се тие меѓународни аспекти кои се во книгата обработени. Понатаму, јас тоа го работев уште со докторатот, колективизацијата на селото, кога се уништи македонското село. Се е тоа последица од забрзано воведување на колективизација под влијание на Судиро со информбирото. Значи, огромни последици за Македонија. Никаде такви последици нема од информбирото како што има за Македонија. Токму затоа со години, значи, внимателно ја обработував таа тема, почнувајќи од промените во економијата, меѓународната сфера и внатрешното прекршување и репресијата на невини луѓе кои биле малтретирани на Голи оток. Но да се вратам, значи, Бугарија. До 49 година имаме процуд, после Судиро со информбирото се нарушуваат односите. Значи, Ѓорги Димитов умира 49 година и веќе имаме еден сосема друг процес на ретерирање, на постепено одземање на културната автономија. И заладување на односите. И заладување на односите. Битни се тие и многу се важни 46 и 56 двата пописи кои се прават, кога македонците имале право да се декларираат како македонци, кога и тогаш имаме, значи, една неверојатно над 65 до 70% се македонци декларирани во Бугарија, кој е во Пиринска Македонија, мислам, че во цела Бугарија има многу уште македонци. Во третиот дел, во вашата книга, говорите за односите со Албанија. Да. За времето на пријателството помеѓу Јосип Брз Тито и Енвер Хоџа, но и за нарушувањето на односите. Да. Ајде, накратко и за... Значи, јас мислам... Овој дел. Македонскиот народ секаде доживува трагична судбина. Мислам, но за во Албанија посебно, значи, единствен период во кој малку можеле да здивнат македонците бил периодот од 44 до некаде јуни до
првата резолуција на Информбирото во Букуреш на 28 јуни 1948 година. Значи, од 44 до 48 година во Албанија се испраќаат македонски учители. Во тие македонските села во Мала Преспа, значи во тој дел кој припадна на Албанија од Македонија, мал дел нели припадна после Букуреш, значи тој дел на македонците добиваат национални права. Исто така во бугарскиот, во албанскиот устав, македонците добиваат, се внесени како имаат национални права, со уставот имаат национални права. Но едно е вие што добивате официјално, во официјалното законодавство, друго е реалната состојба. Таква сиромаштија, беда, значи луѓето, нешто не може да се опише таа беда на македонците кои живееле во овие делови. Понатаму, има некои села таму кои 100% неписменост, можете да замислите. И сега 45-та, 46-та доаѓаат македонски учители таму, им зборуваат на македонски јазик, носат некои македонски материјали. Огромна радост за нив да се описмена, значи било неверојатна радост, значи, но за жал. Државата наша малку многу пружила на тие учители кои отишле таму, често без плата, едвам крај со крај тие, за да се прехранат. Работеле, така да речеме, волонтерски. Работеле со љубов, со ентузијазам. Со голема посветеност. Тоа тие први години се тие години, кога се жртвувале луѓето за подобро утре, кога имале надеж во еднината. За жал, со сударот со Информбирото, тоа национално признавање на македонците постепено умира. Сигурим и влегува низ тие редови. Се кодошат меѓу себе македонците, се уват кодоши. Колку е таа потресна слика кој Спасе Мазенковски опишува 49-та година, кога завршува граѓанската војна во Грција и кога колони македонци бегаат пред ножот на грчката десница да го спасат голиот живот. Вика, цели коли со имот, деца, болни старци поминуваа, ние сите заклучени во куќите, ни беше срам. Ни беше страф да излеземе, вика, од службите веднаш нас ке не носе во логори. Тие се страшни логорите на МВ Роџа, каде луѓето умирале во најсурови услови. И вика, ние сите заклучени, а не молеа, вика, нашите браќи од Македонија, земете ја бар по куќнината, бар некој од болните да ги сочуваме. Не смеевме, вика, ништо да земеме. Да биде преплашени. Никога, вика, уплашени сите. Значи, тоа е една страшна ситуација во која се нашле после тие нарушувањето на односите. Морам да ве прашам. Сведоци сме дека на последните пописи се поголем број се декларираат во Мала Преспа како бугари. Бројот на македонците се намалува, за жал. Пропагандата си го прави своето, меѓутоа и не е само пропагандата, најверојатно и одредени поволности, бенефиции, дали се во прашање државјанства, дали се во прашање парични средства, но тоа се факти. Да. Јас бев во Албанија летоска и тамошните жители, нашинци, македонци, велат, немаше бугари. Сега ќе излезе дека има повеќе бугари од македонци. За жал, и денес се случуваат неверојатни нешта во нашето блиско соседство. Значи, тие пописи, прво, кај нас во Македонија, двата последни пописи не се валидни. За Албанија, па да не дискутирам како го правиле пописот. Кај нас, маса луѓе не попишани, никој не виде како те запишува таму. Значи, тоа тотално еден попис кој треба да биде поништен подхитно. Претходниот попис исто така. Значи, ние имаме во Македонија два последни пописи кои не треба да ги признаеме. Сега за Албанија да не кажувам. Значи, како е наштелуван тој попис, тоа сигурно е. А друго исто така има огромни, сите соседни балкански деве, Грција, која земите вие, од нејзиното формирање до ден денес, има огромни фондови за плаќање дипломати, новинари, се, за ширење на грчката пропаганда и политика. Тој фонд постои 200 години.
Значи, истото и Бугарија, не се знае колку тоа се плаќа за да ги собери тие мртви души да се купат ако треба, за да се пишат Бугарија. Значи се постапува клиентелистички. Тоа е чисто политички манипулации кои се прават на Балканот. Сакам да кажеме нешто и за четвртиот дел од вашата книга, односите со Грција, поточно за Комунистичката партија на Грција и македонското прашање. Тука вие говорите за македонците во грчката граѓанска војна и за македонците и нарушените односи помеѓу Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Грција. Во првиот период, во текот на војната и непосредно после војната и во текот на граѓанската војна, значи имаме едно блиски односи врз идеолошка основа под капата на Сталин, бидејќи Југославија беше дел од тој источен свет на Сталин и така натаму. Значи имаме ние блиски односи, соработка, Тито го помага, грчкото движење, граѓанската војна ја помага и мора овде да се расчли дека грците ја воделе граѓанската војна, значи после војната од идеолошки причини. Македонците од национални причини. За македонците национално-ослободителна борба, за грците борба за власт, идеолошка борба помеѓу левица и десница. Тоа прво мора, значи тоа е да се расчисти. Друго, уште во текот на војната македонците создаваа своји национални организации, Народни фронт и така натаму за борба против фашизмот. Овие македонски организации се иницијатори на создавање на македонски училишта, македонски буква, значи ние во текот на војната имаме отворење на македонски училишта, на македонски јазик. И тоа е еден дополнителен импулс за македонците масовно да влезат во таа прва антифашистичка војна, а после војна против десницата на страната на левицата, на страната на Комунистичката партија на Грција. Иако Комунистичката партија на Грција никогаш немала искрен однос, сепак ги употребила македонците, биле употребени во таа војна заради нејзини цели, а македонците си имале своји национални цели. Злоупотребени. И злоупотребени до крај, бидејќи билансот на таа војна се илјадници мртви, разрушени македонски села, првите напал бомби, и децата бегалци. западните наши наводни дотогашни сојузници, првите напал бомби ги фрлат врз македонските села, веќе цивилното население. Тоа било комунистичко малцинство кое рушило западната демократија, ги прогласија. Значи такво нешто тоа е македонците доживуваат. Грчката комунистичка партија е проруска партија, таа се определува на страната на Сталин кога се случува судиро со информбирото и тогаш, значи, се нарушуваат односите и јавно македонците во редовите на Комунистичката партија на Грција, во македонските национални организации кои учествува во грчката граѓанска војна, се прогласува за Титови агенти, западни шпиони и масовно се затвораат, дел од нив се стрелаат, се репресираат, голем дел се затворени. Значи, тоа е таа судбина на македонците и на македонската борба, која информбирото, значи еден клучен настан кој многу негативно делува врз положбата на македонците во сите балкански држави. Професор Рачковска, сакам и лично нешто да ве прашам, биејќи сте историчар, а одамна ме измачува и ме прогонува едно прашање. Тоа е една флоскула која што популарно, па дури и пежоративно често се искажува, дека историјата ја пишуваат победниците. Па да ве прашам, како докажан и проверен историчар, кој што цел живот се занимава со историјата, може би ли ние со сигурност, со некоја 100% да веруваме на учебниците по историја, на историчарите и воопшто кој и кога ја прави ревизијата на историските лаги, на историските невистини. Бидејќи пред малку ви верувам и се согласувам со вас кога говоревте за пописите. Ние сме современици и на некои нешта кои што не се валидни. И можеби не можеме во овој миг тоа да го кажеме, ама историчарите мораат да се подпираат само на докази и факти. Да.
Сакам да кажам дека Воздимноста. стреќа е во тоа што нема вечни победници и вечно поразени. Така ли? Тркалото на историјата сепак се врти. врти. И факт е тоа дека секоја генерација си поставува нови прашања пред историјата. Секоја генерација поставува нови прашања, тргнувајќи од актуелната сегашност. Значи тоа е факт. Сето тоа има влијание, но сепак историчарот, доколку внимаваме на науката, историчарот треба да има доблест, како што викал уште Лукијан од Самосата во антиката, вика историчарот не сме да има роднини, не сме да има блиски, не сме да има некој кој ќе влие на него. Значи, историчарот треба да биде независна личност, да има храброст, смелост, да ја пишува вистината и вистината базирана врз историските факти и докази, а не врз влијанието на политиката. Значи, историчарите, за жал, многу често се под влијание на политиката. Тоа нас ни се случуваше со години, затоа имавме табу теми, затоа Ченто беше непријател и такви личности како Ченто беше основоположник на македонската државност. Значи, мешањето на политиката ги мати работите и кажува победниците. Значи, тој кој е на власт, тој ќе ја пишува историјата. Но сепак, власта се менува, значи, победниците некогаш можат да бидат поразени и затоа нема вистина. И секогаш кога некој ќе седне здрав историчар, мора да ја сочели двете страни. Јас секогаш, кога им предавав методологија на моите студенти, секогаш им викав адиатур алтера парс. Никогаш нема една вистина. Секогаш мора да се слушне спротивната страна. Значи, никогаш на еден доказ, него мора да види... Како и во правосудството. Секаде, значи, адиатур алтера парс, тоа е основата на методологијата на историското истражување. И никогаш и подобро е да читате неколку различни толкувања, па сами да донесете заклучок и фактички историјата е на длабоко мисловна научна дисциплина која бара вие да размислувате и да правите реконструкција на некој злочин во минатото врз база на своето расудување. И ако вистината се базира врз фактите, врз здравиот разум на историчарот, врз неговата ерудиција на читаност, колку тој може да ги поврзи тие факти и од различни камчиња да создаде една слика која ќе е приближно до вистината. Никогаш не можеме ние вистинската слика да ја представиме како историчари, но да биде барем приближно до вистинската слика, да не биде сосема лажна и изместена и скривоколчена слика. И историјата е динамична наука која се развива со докази. Сега, например, да го најдеме гробот од Александар Трети Македонски. Јас никош велики не го Трети Македонски. Многу работи можеби во историјата ќе се сменат. Ние имаме многу мистерии историски кои не се откриени. Значи, ако се најдат нови докази, еве, за Исус Христос на времето се предпоставуваше дека тој не бил историска личност, но кога се пронајдоа кумранските ракописи, се докажа дека бил учител во сектата на есените, дека бил жива личност и така натаму. Значи, науката со нови докази се надоградува, се прават нови реконструкции и така натаму. Така што не би го прифатила тоа дека само победниците. Политичарите сакаат да ја пишат историјата, но не се вечни за стреќа, се менуваат, така што мислам, сепак има историчари кои имаат научна доблест да ја кажат вистината. И во Бугарија имате вие неколку историчари кои не се согласува со ова исполитизирана бугарска историографија за заедничка историја или за македонците вештачка нација. Глупости, сите нации се вештачки, сите се тие создадени со договор. Нема природна нација, па ние сме биле вештачка нација, тие природна. Значи, смешни работи се тие под влијание на политиката. Ви благодарам за овој опширен, сеопфатен одговор. И историчарите се луѓе и се разбира дека во сите сфери, па и таму има хипокризија, има подкупливост, но има и нешто што се нарекува археолошки пронајдоци, слоеви, докази, артефакти. Да. И како велат, ако козата лаже, рогот не лаже. Да. Значи, јас лично верувам во тие докази, она што е скриено под земјата. Да. Тие мозаици, тие гробови и слично. И
никој не може со лажна историја да ги искривоколчува нештата и да тврди нешто што не било, што не се случило. Но, сосема согласам со вас, историчарите имаат одговорна, тешка работа, каде што треба да се реконструира, каде што треба да се мисли и со своја глава, да се биде во вистинска смисла на зборот истражувач, научник, па и мислител. Но, вие покрај тоа што сте историчар, вие сте и писател, односно феминистички да кажам писателка, и објавивте повеќе книжевни изданија. Најновата ваша книга Таложења, станува збор за ваша поетска книга, поезија. Исто се таа поезија. Ветер во пазувите. Од минатата година тие двете. Исто така. Да. И жената пред и зад огледалото. Значи, покрај овие три книги, застапени сте и во изборот Илинденски срцекази, еден пресек, една мала антологија на современа македонска родолюбива поезија. Вие сте докажана како родолюбка, но еве уште еден доказ ви има и во таа книга. И книгата Раде Драинац во современата македонска книжевност, каде што исто така сте застапени со ваша песна посветена на Раде Драинац. Сакам да прашам, бидејќи полека се приближуваме кон крајот на емисијата, овој спој историја и литература, мислам дека ви одговара, ви годи. Мислам дека книжевноста повеќе ве релаксира, Да. откако истражувате, откако се занимавате со, би рекол, деликатни историски теми. Значи, јас секогаш се смеам, викам, јас сум историчар во поетите и поет во историчарите. Да. Значи, и секогаш кога зборувам за историјата, кажувам дека многу им е лесно на историчарите кои се занимуваат со старата историја. Малку литература, малку документи, со суви коски се расправаат и прашина. Така. Јас, бидејќи се занимавам со современа, со најнова историја, треба да правам пресеци во живо месо, а тоа боли. Со живи луѓе. Со живи луѓе. Значи, а како викаат, додека се луѓето живи и боговите молчат. Значи, тоа е многу тешка работа. И многу ми е тешко, бидејќи голем дел, например, еве, за информбирото сега, за Голи оток, толку многу полициски досија јас исчитав, мачно, тешко, многу е тешка таа историја, мислам, бидејќи се работи за луѓе кои повеќе да ги познавате. Да, и за И знаете судбини. кои се, што се судбини, трагични, Па нивни потомци, го знае, синови, ќерки, го внуци. познаваш внукот негов синот, знаел таткото или дедото каква трагедија доживел и така натаму. Тоа се многу големи трауми. И мене поезијата, јас сум застапен иначе во над 70 зборници, поезија, раскази и така натаму. Значи, тоа ми е едно бегство од тие очовечени луѓе, од тоа неубаво што го има во историјата, тоа е дел од животот, уствари, животот ни е убав, а кога копате во историјата, па копате во се што е најтрагично, најлошо и така натаму. И поезијата ми е еден мелем на душата, да избегам од сето таа суровост која се случувала, да си дадам отлишка на убави мисли, на убави емоции и на вистина го облагородува човекот поезијата. Професор Кјачковска, изберете еден фломастер, една боја, сината. Ајде, сината. Сината. На овој лист, на оваа страница, сакам да ни напишете на ваша мисла, на ваша порака, мото, гесло, по ваш избор. Некогаш и еден збор, една реченица. Да. Се доволни. Напишам тоа што секогаш ми лежи во душата. Добро. Македонија, Вечно. вечна. Мислам дека ова констатација вие и Секогаш убава, си и ја ставам. точна, и секоја си ја ставате. Подпишете се само на крајот, еден ваш подпис, и тука ќе завршиме ова наша вечерашна емисија.
Ви благодарам, еви со рака сакам тоа да го направам. Да. За се што правите, за Македонија, за јазикот, за културата, за писмото, за нас, за граѓаните, да бидеме порадосни, посреќни и нашите синови, ќерки, внуци да имаат посветла, потрајна, поубава, подобра иднина. Ви благодарам за поканата, за убавите прашања, за можноста да искажам некои своји размислувања. Се надевам дека Македонија ќе обстои, дека нема да бидеме народ бездомник, оти на вистина е трагично за оние народи кои немаат своја држава. Нашата држава е нашиот дом и затоа треба да си ја сакаме и да си ја чуваме. Така. Ви благодарам уште еднаш.